Прекомерната консумација на шеќер може негативно да влијае на здравието на кожата преку неколку механизми. Еден од нив е процесот на гликација, каде што молекулите на шеќер се врзуваат за протеините како колаген и еластин, кои се одговорни за цврстината и еластичноста на кожата. Ова доведува до оштетување на овие протеини, што резултира со појава на фини линии, брчки и опуштена кожа. Покрај тоа, високото ниво на шеќер во крвта може да предизвика зголемено производство на себум, што ги затнува порите и придонесува за појава на акни. Исто така, шеќерот го зголемува воспалението во телото, што може да доведе до кожни состојби како екзема, розација и општо црвенило или оток. Дополнително, прекомерната консумација на шеќер може да ги влоши симптомите на псоријаза, автоимуна состојба која предизвикува црвени, лушпести дамки на кожата. Истражувањата покажале дека шеќерот може да ги влоши симптомите на псоријазата со тоа што предизвикува воспаление во телото, потенцијално зголемувајќи го ризикот од сериозно избувнување. За да се одржи здравието на кожата, препорачливо е да се ограничи внесот на додадени шеќери. Светската здравствена организација препорачува додадените шеќери да бидат ограничени на не повеќе од 10% од дневните калории, а за оптимално здравје, предлага дополнително намалување на околу 5% од вкупниот дневен внес. Овој едноставен, но неодолив рецепт за крцкаво сирење завиткано во кора е совршен избор за оние што сакаат брз и вкусен оброк. За само 15 минути може да се подготви совршена комбинација на растопено сирење и златно крцкава кора, која ќе ги воодушеви сите гурмани. При подготовката, парчињата сирење се завиткуваат во тенка кора, која потоа се премачкува со маслиново масло или путер за да добие совршена текстура при печењето. Се пече во тава на средна температура додека не добие златно кафеава боја и не стане крцкаво. Најдобро е да се сервира додека е топло, а за дополнителен вкус може да се прелие со мед или да се комбинира со џем. Ова гурманско уживање е идеално како лесен ручек или вкусно предјадење што секогаш ќе биде добредојдено на трпезата.